е време кога се собираат плодовите, но и кога се размислува за собирање на семе што треба да се користи во текот на есента, но и во пролетта што доаѓа, и да се размислува на оставање наследен материјал за наредната градинарска сезона. Еве ја тиквичката од која ќе соберам семе за оваа сезона, но еве и мојата джиновска краставица. Никогаш во животот сум немам прво видено, а ниту и произведено олку голема краставица, и тоа во ваква сушна сезона, и секако знаете дека не користам никакви хемикалии. Едноставно ова чудо од краставица ќе измериме и ќе ви кажам колку е тешка. Јас ја проценив на околу 2 килограми. Од овие примероци ќе оставам семе, а исто така е време и од доматите и од пиперките да се остави семе за наредната сезона. Гледајте, избирајте ги најубавите, најзрелите, најголемите плодови, извадете го семето, измијте го, исушете го и приберете го во картонски некои кутивчиња или пак во хартиени овие малички амбалажи кои се користат за лекови. Например, тоа е најсоодветен начин да се чува семето до народната сезона, но мора да биде безпрекорно суво. Секако за семињата ќе зборуваме многу поопширно во некоја од нашите наредни емисии, но да ви кажам што ќе зборуваме во 7-то издание на Градината на Филип. Тој е најпознатиот козар во Македонија. Некои цел живот се трудат преку некои други области да стигнат, например, за нив да пишува до Дојче Веле, а нашиот Давид Неделковски од фармата Кози млеко планина од Раштак успеа со козарството да дојде дури и Дојче Веле да прави репортажа за него. Еден прекрасен, млад и посветен човек, од кого може многу да се научи не само за козарството, туку и за односот кон природата. Наш втор гостин е Гоце Наумов, доктор по археолошки науки, кој го истражува археолошкиот локалитет Врбјанска чука, кој се наоѓа непосредно во близина на Прилеп, тук меѓу селата Врбјан и Славеј, и токму со него ќе зборуваме за почетоците на земјоделското производство во нашата држава. Многу интересна тема, да видите уште од кога се одгледува грашак, се одгледува други житни култури токму на овие простори, како и говеда. Тоа се нашите двајца соговорници. Ќе зборуваме за пченката не како сточна храна, туку како култура која ја јаде човекот, и ќе зборуваме за цветниот вид гладиола, бидејќи есента е време кога треба да се размислува за садење на луковиците, односно на лукови честите цветни култури. Ќе имаме и други интересни теми, затоа од 17 до 19 часот гледајте ја Градината на Филип, среда 22 септември. Градинарски поздрав! Не секогаш можеме студиото да го преместиме во градината, ама затоа денеска во Градината на Филип, градината ја донесовме во нашето студио со пиперки, цвеќе, сончогледи, дали, џунџулиња, арапчиња и црпки, и се во нашето студио, и мирисот на тутун. Како што вели Николче, прилепчанец без тутун не го бидува, па каде и да е, нешто треба да го подсетува на тутун. Во
Среќна среда, 7-мо издание на Градината на Филип, со интересни теми и интересни гости. Нема да ве лажам, ќе ви кажам дека разговорите со гостите ги снимивме предходно, затоа што моравме да го искористиме нивното присуство во нашиот град, но ќе ви бидат, верувајте, еднакво интересни. Сега ќе слушаме малку музиче и ќе продолжиме со пченката. Ќе зборуваме за пченката како нешто кое во овој период се јаде, ни е вкусно, ни е благо и можеме да го најдеме по пазарите за убави цени. Јас денес, бидејќи во Прилеп во среда и сабота е пазар, бев си купив варен кочан и уживав во неговиот вкус и затоа се инспирирав денес да зборуваме баш за пченката како храна. Дали можеме малку музиче да слушнеме? Еве, Николче е спремен. Денес слушаме Љубојна и зборуваме за интересни теми. Градината на Филип, ја почнуваме со нашата рубрика Во градината има само љубов и зборуваме со каква љубов и внимание треба да се одгледа, што би рекле србите, кукуруз шеќерац или пченка за јадење. Тоа е најпознатиот вид, иако треба да кажеме дека онаа обична пченка кај нас долго време исто така се одгледувала и за храна на човекот додека е помлада и додека може да се свари, и за храна на животните. Особено во периодите кога сега заладува, доаѓа есен и зима, за животните е многу потребна пченката, бидејќи содржи хранливи материи кои се повеќе калории, значи нуди, по-добри нутритивни вредности од, да речеме, јачменот или пченицата и тие се подобри за зимскиот период кај, да речеме, кокошките, например. А што е добро за пченката, дека сите нејзини делови можат да се искористат за храната на човекот и за храната на животните. Во млечна зрелост се нарекува времето кога пченката за јадење е спремна за конзумирање од страна на човекот.
Исто така, освен да се свари, кочанот може да се конзервира, да се замрзне или да се маринира. Постојат рецепти каде што додека пред да се постигне млечната зрелост, некои ги маринираат и ги конзервираат во тегли и токму младите кочанчиња. Кочанот е едногодишна и зелеста билка. Главниот корен продира со длабочина од 1,5 метар и има свој адвентивен површински корен. Стеблото му е цврсто, достигнува височина од 1,5 до 2,5 метри, зависно од сортата. И има изразени коленици на самото стебло, кои се препознатливи, можат да се видат, и од повисоките коленици се формираат листови, пазови во кои почнуваат да растат плодовите. Важно е да кажеме дека апсолутната тежина е 150 до 250 грама, а во физиолошката зрелост зрното од пченката е насобрано и веќе добива сладок вкус. Во однос на агроеколошките услови за одгледување на пченката, ќе кажеме дека тоа е вид кој сака многу сонце. Минималната температура на проникнување е 13 степени, а младата билка, односно младото растение, може да ги поднесе и краткотрајните пролетни мразеви, кои паѓаат на температура од минус 2 до минус 2,5 степени Целзиусови. Оптималната температура за проникнување е 21 до 27 степени, а вегетативниот раст се запира доколку имаме температура од 10 степени. Воопшто не е добро да имаме стоечка вода, онаму каде што расте пченката. Во континенталните и медитеранските подрачја се одгледува со наводнување, а зависно од едавските и климатските услови, за добар принос потребни се 3000 до 6000 метри кубни вода по еден хектар. Доколку нема доволно вода, тоа веднаш се познава по листовите на пченката кои се завиткуваат надолу. Мора да имаме добро адаптирана агротехника, но сепак пченката е позитивна страна на пченката е што успева речиси на секакво тло. Тоа и дава можност, особено да ги нахрани подрачјата во планините. Онаму каде што не може да се одгледуваат други култури, пченката во, да речеме, планинските региони успева многу добро. Оптимални се средно тешка почва со добра структура и pH вредност од 5,5 до 7. И сепак може да толерира и покисела почва или пак базична или мало засолена почва. Затоа пченката успева и во Пелагонија, успева и на планинските подрачја каде што имаме често кисела почва, а успева и во овчеполијата каде што имаме солена почва. Потребно е органско ѓубрење, зависно од за каква почва станува збор. Добро е да почне во втората половина на април или почетокот на мај да се изврши сеидба на 5 сантиметри длабочина, кога температурата на почвата ќе биде околу 10 степени. Имајќи предвид дека должината на вегетација до технолошка зрелост е пократка, може да се посее и подоцна се до средината на јуни. Јас лично практикувам околу 1 мај веќе да посеам, иако овие 2 години, морам да ви кажам, на мојата почва немаше успех со пченката и затоа се уште морам да си ја купувам и за мене и за моите кокошки. Бербата на пченката
се случува околу 20 дена по оплодувањето. Зрната се потполно формирани, а меѓу редовите нема никаков меѓупростор. Значи, кочанот, клипот е полн со зрнца. Интересно е да кажеме дека пченката на пазарот најболе за носење на пазар најдобро е рано наутро да се набере, додека се ниски температурите и одма да се тргне настрана под сенка за да се зачува што повеќе почетниот квалитет и добро е да се попрска со ладна вода како би успеале подолго да ја задржиме кога нели ја изнесуваме на пазар. Со тоа се оневозможува повлекување на водата од самото зрно. Тоа лесно можете да го препознаете и како купувачи на пазар. Ако зрнцата се собрани, веќе водата почнува да излегува од зрното. Обично секогаш одиме со листовите околу кочан, така се носи на пазар токму од тие причини. Во секој случај, позитивно е тоа што можеме да ја одгледуваме и на различни типови на почва и од многу мала површина засеяна со пченка, ние можеме да добиеме многу плодови, да ги користиме за домашни потреби или пак за продажба. Тоа вака накратко би било се. Уште да ви кажам дека рековме, кочанот се користи за храна на човекот и на животните како зрно, меѓутоа имаме пченка која се користи за силажа, кај стоката целиот надземен дел од пченката се користи, а брадата, како што народски се вели, завршетокот кај кочанот се користи за правење на лековити тинктури и чај. Во некоја од наредните емисии, кога ќе зборуваме за лековити својства кај некои растении, ќе зборуваме и токму за таквиот чај. Сега слушаме малку музика и веќе го имаме првиот разговор за оваа емисија во градината на Филип.
Секое време си има своја убавина, но боите на есента имаат посебна магија. Така вели нашата слушателка и гледачка Габи. Јас се заблагодарувам за овој убав коментар и слободно ве повикувам да се јавите на телефонскиот број кој го гледате на екраните или пак да ни оставите коментар, некоја забелешка, сугестија, без разлика дали е позитивна или негативна критика, ние сме отворени да ги слушнеме вашите мислења. Есента ја донесовме, рековме и во нашето студио, затоа имаме еден богат аранжман денес тука. Од Оревоец до Коњари собиравме се и се што за да направиме еден ваков убав аранжман, за вие да се чувствувате убаво додека ја гледате емисијата. За жал, слушателите на радио се скратени од таа можност, но како што вели Габи, уживајте во прекрасната емисија која е едукативна и едноставно полека подгответе се за еден многу интересен разговор. Замислете, јас мислев дека грашокот е нешто понова култура која сега еве се појавува, замислете ние овде до нас меѓу Врбјани и Славе и грашок сме имали уште пред 8000 години, кој би рекол. Тука се и житните култури, токму затоа денес зборувавме за пченка, но ќе зборуваме во разговорот со Гоце Наумов и за пченица и за други житни култури и да видиме зошто токму во овој крај уште тогаш се одгледувала крупна стока. Мора да сме биле многу богати, зашто крупната стока бара посебна грижа и многу храна. Гоце Наумов е доктор на науки, доктор на археолошки науки, го води Центарот за истражување на предисторијата и 7 години веќе работи на истражување на археолошкиот локалитет Врбјанска чука, меѓу Врбјани и Славеј. А јас годинава имав можност прв пат да отидам на затворањето на годинешното истражување, а тоа истражување заврши со концерт на Љубојна, групата која ја слушаме денес. Одиме со разговорот со Гоце Наумов, ќе научите многу интересни нешта, а потоа ексклузивно и видео од завршниот концерт, односно завршниот настан од тоа истражување и концертот на Љубојна. Историјата е учителка на животот. И ако ја поврземе археологијата со она што денес ни се слушува, особено во земјоделието и сточарството, можеме многу нешта да научиме, да видиме како нештата се развивале некогаш, тие да бидат наши учители за сегашноста, но и патокас кон иднината. За такво нешто говориме во овој разговор на градината на Филип, со нашиот соговорник Гоце Наумов, доктор по археологија, археолог и доктор по археологија во Штипскиот универзитет и исто така Гоце Наумов го води Центарот за истражување на предисторијата. А нешто што не спои, нешто што ми овозможи да го запознам него и да го договориме овој разговор е завршниот настан на кој се за оваа година од истражувањето што се случува во археолошкиот локалитет Врбјанска чука во близина на Славеј, селото, во близина на Врбјани и секако во непосредна близина на Прилеп. Гоце, благодарам за издвоеното време и што не удостои да бидеш наш гост. Јас се благодарам на поканата и верувам дека ќе имаме убав разговор. Сигурно дека ќе биде така, имајќи предвид што се случуваше сега на 29 август, значи кон крајот на август, со завршниот настан. Какви се твоите впечатоци и што се заокружи со тој настан и концерт на групата Љубојна? Традиционално, секогаш кога ќе завршиме со искупувањето, кој најчесто во август, при крајот на месецот организираме настан во кој го славиме истражувањето и неговото завршување
и преку го сакаме да го доближиме она што сме го осознале до пошироката публика и затоа организираме концерт на кого каниме реномирани македонски уметници, каде што публиката ќе има можност да чуе нека нова музика или не секојдневна изведба на современа класична или на традиционална музика. А од друга страна и им одржуваме едно кратко предавање за самиот локалитет, за неговата историја, за карактерот, така што спојуваме две работи кои нам ни се битни, тоа се археологијата и музиката. И гледаме дека тоа убаво делува и врз посетителите. Така да мислам дека и оваа година имавме многу убава можност да ги споиме и музиката и археологијата и да ги видиме одличните реакции на условно да наречем публиката. Иако се тоа посетители од околните места кои се љубопитни и сакаат да видат што се случува на улицата, таа и да чујат нека нова музика. Интересно дека вокалистката на групата Љубојна беше во интересна облека, изведе некои песни кои се специфични и сето во таа атмосфера каде што нема микрофони, едноставно акустичен настап. Особено ме допре моментот дека мештаните беа присутни и дека тие го почувствуваа на некој поинаков начин. Можеби тие секојдневно тука поминуваат кога одат да ги извршат своите полски работи, ама сега некако таа реакција, анимирањето што го направи Љубојна кон нив, се придружија во пеењето, сето тоа мислам дека даде еден посебен печат. Меѓутоа да кажеме дека тука со организацијата за тој настан е и на Прилеп Джез фестивалот, така? Секако, да. Ние и минатите години кога ги организиравме другите концерти, ги работиме во соработка со Прилепскиот Джез викенд, така да во огромна мера и тие помагаат во логистиката, во организацијата, исто така и во изборот на тоа кои ќе настапува, тоа заедно го договараме, меѓутоа дефинитивно нивната, како да кажам, логистика и авторитет делуваат и врз тоа да имаме и подобри гости. Така да дефинитивно овој настан би одел во насока и натамошно соработување со Прилепскиот Джез викенд и да носиме поинтересни, уште поинтересни гости на Врвенска чука. Ми првата година имавме Дуња Иванова, тоа е една наша реномирана пианистка која свири современа класична музика, после беше Антонија Весковски, вибрафонист и перкусионист кој исто така свиреше некоја негова и современа класична музика и сега оваа година сакавме Љубојна да свират, тоа беше исто така поддржано во голема мера од Прилепскиот Джез викенд. Бидејќи Љубојна имаат еден посебен пристап кон традиционалната музика, тие не ја присвируваат, само туку и даваат еден друг карактер и за оваа пригода изведаа некои номери кои никогаш не ги изведувале, така да баш ги подготвија и му даде еден помистичен амбиент на целиот настап и мислам за публиката. Секако. За да после се претопат во она што веќе е препознатливо за Љубојна. И мислам избор бидејќи покажавме дека еден далечен археолошки локалитет кој никој не го позна, не го гледа, не е недостижна точка, дека и самите мештани кои знаат дека има нешто, меѓутоа не знаат што има таму, и доста луѓе дојда до таму без никаков проблем да се уверат во нешто што е само по себе убаво и во еден друг контекст добива една поспецифична убавина и мистичност. Така да за тоа се заслужени апсолутно Љубојна кои придонесоа со нивната музика и театралност и анимирање на публиката да добиете поинаков карактер него претходните концерти. Но да се навратиме малку наназад, вие веќе ова е 6-та година како работите на истражувањето токму на овој археолошки локалитет. И што се резултатите од досегашното 6-годишно истражување? Како сето тоа напредува? Како натаму планирате тоа да се развива? Така, ние почнавме 2016 година да работиме на Врвенска чука и веќе секој лето сме таму, што не значи дека само на лето работиме, бидејќи теренското истражување е во текот на летото, меѓутоа после имаме кабинетски лабораториски анализи кои одат во текот на целата година. И во овој период на буквално полни 6 години, не само на по еден месец секоја година, ние успеваме да
откриеме работи кои навистина ни дават една нова слика за тоа што е неолитот во Македонија и за тоа како живееле првите земјоделски заедници во Македонија. Бидејќи тие како и во другите делови од Македонија, Овче поле, Гевгевски регион, Скопски регион, Полошки регион, така и во Пелагонија, нели доваѓаат во отприлика пред 8000 години. И овие истражувања ни возможија да видиме кога тие точно дошле, до кога пристигувале таму, што правеле, како живееле, какви куќи имале, каква исхрана, какви предмети изработувале, за да може да разбереме и всушност во што се состои суштината на тоа живење, бидејќи секоја, да речем, култура, секоја генерација си има своји одлики, така да сега веќе мислам дека почнуваме да ги следиме одликите на првите врбијанци, условно да ги именуваме така, што секако се должи на тоа што вклучени се голем број на стручњаци, некои што можете да ги видите на самиот терен, а многу мене кои не се на терен, кои работат во лабораториите, и сите заедно ги вклучивме во една целина сознанието, која пак ни дава слика за тоа како се живеело. И можам да се пофалам дека е реток пример на едно мултидисциплинарно истражување во Македонија кој дава детали во различни сфери од неолитскиот живот. Значи немаме само сознание за архитектурата или за садовите, туку имаме и, како што спомнав, и за исхраната, и за алатките што ги користеле, и за хронологијата, и за околината, значи за самиот амбиент, и многу други детали сега да не одам понатаму. Додека тече разговорот, додека ние разговараме, гледаме и видео материјали од самиот локалитет и од вашите истражувања. Исто така во текот на емисијава ја слушаме и Љубојна и така ја поврзуваме сета наша приказна. Слушнав многу убави коментари за луѓе кои се многу поупатени во оваа област од мене, дека вашиот начин на истражување и пристап е навистина по едни светски стандарди во однос на археолошките истражувања, што искрено ми е многу мило и ви честитам за таа посветеност, така речи и тврдоглавост и истрајност, сето ова да го направите и да го презентирате. Но би сакал да, бидејќи спомна за првите врбјанци, ме интересира дали се знае прво чука што значи, претпоставувам јас доживам како возвишение, и дали има некои сознанија во однос на името на местото, зошто врбјани, дали имало врби, на пример, мене на тоа ме асоцира. Дали околу тоа има некои сознанија? Па, вака, терминот чука е вообичаен за, како што кажавте, возвишувања, кој ги има и на планините, па тој термин или топоним поточно, се користи во планинските предели, но во Пелагонија е интересно што во овој дел од Прилепско поле, например, е вообичаен и за тумби. Така да терминот кој ние го користиме во науката за овој тип на населби, предисториски, е тумби, со тоа што тој е локализиран во Прилепско како чука. Иако терминот тумба исто се однесува и на други возвишенија во Бидолскиот дел, да речеме, но генерално во археологијата се однесува на населби кои се формирани вештачки и така се, да речем, добила некоја елевација која се истакнува од теренот, иако тумбите во светот се познати како телови, некаде како магули, некаде како хујуци, така да во различни делови од, речем, источниот и западниот свет имаат своји термини и затоа не случајно и во Прилепско и Битолско се разликува тој збор, нели, тумба и чука, и означува вештачки формиран рид, кој е резултат од постојано живење на него. Значи не се шири населбата во просторот, туку се гради врз по старите градби. И на тој начин се добива тоа возвишение. И тоа е вообичаено нешто што се случува во Блискиот Исток, во неолитот и како традиција од Блискиот Исток преку Анадолија и Тесалија доаѓа и во Пелагонија, и во Македонија го има и во Прилепско, односно и во Полошко, во Скопско, така да тоа е форма која продолжува до Унгарија некаде. Таму се шири. Што се однесува до името Врбјани, тоест Врбјанска чука,
топонимот означува чука која му припаѓа на Врбјани, Така. иако административно се води како Кон Слави, на Слави. така. Интересно што чуката е еднакво оддалечена и од двете места, од двете села. Сега Врбјани се вика најверојатно затоа што имало врби, имало вода. Така преку и која јас растат врби. однака лаички претпоставував. Да, и неслучајно и Љубојна изведоа една нумера која имаше врска со врби. Врбо. Бидејќи на тој начин сака да ги поврзат местото и приказнат околу тоа место. Така. Сега како се викало тоа место, тоа село во неолитот, за жал Се немам уште име, не. ама во овој контекст не е проблем. Ете и викам и први врбјанци, бидејќи ете повторно се врзува некако со природата. Сигурно и тие кога му давале име на ова место во неолитот го врзале некако со природата или со карактерот на тоа што луѓето го прават таму. Како што и денеска, например, кога ќе одите во Пелагонија има еден куп села, птичари, кравари, жабени, Да. рибарци, значи Оризари. Оризари, и сите тие топоними означуваат нешто што е карактеристично за тоа место. Така. И веројатно и во предисторијата на сличен начин ги именувале, а можеби ги именувале според некој истакнат Така, лик. жител, да. Да. Меѓутоа, градината на Филип се занимава со темите од земјоделието, градинарството, производството, храната и токму ние во нашиот разговор сега акцент ќе ставиме на овој локалитет од тој поглед, затоа што веќе и во вашиот научен труд од кој еден дел прочитав, токму се однесува на таа археоботаника, на се она што дури пред 8000 години тука се случувало. Какво, сега ве прашувам, што се одгледувало, од каде се донесени тие семења, кој вид на земјоделие и сточарство се негувал тогаш, во таа насока. Како што спомнав, нашите истражувања се концентрирани на начинот на живење на Така. првите земјоделци во Пелагонија и покрај тоа што истражуваме архитектурата која е многу интересна, комплексна и специфична и материјалната култура, тоа се сите ние садови, жртвеници, фигурини. Ние во голема мера работиме на тоа да видиме како тие се хранеле и преку исхраната да направиме некаква реконструкција на вегетацијата и на климата и на географијата околу Врбенска чука. Така да дефинитивно во овие последни години, поготово од самиот почеток всушност имаме археоботаника, дознаваме токму преку археоботаниката која е наука за старите видови на растенија, дознаваме дека има различни видови на прехранбени продукти кои тие во голема мера ги конзумираат и изработуваат различни видови на храна, така да археоботаничките анализи покажуваат дека има пченица, два видови на пченица, монококум и дикокум, потоа има јачмен. Да појасниме за гледачите и слушателите, значи еднозрна и двозрна Пченица. пченица, така? Потоа има јачмен, откриваме остатоци од леќа, од граша. Да, грашок ми беше многу Да. така интересно. Тоа, да, сите ние мислевме дека е Нешто релативно по-ново, модерно. нели, да. Ама и во неолит се конзумирале, правеле манџи од грашок. Потоа има разни диви форми на вегетација која исто се конзумира, дали за исхрана, дали за лекови. Па има вегетација која укажува на тоа дека прилично мачурливо пределче било тоа околу или до Врбенска чука. Па да, Неки некако и логично местото така и изгледа дека е толку рамно и веројатно водата нема кај да се движи, па Да, се така да создава мочурливо некои треви, да, тоа докажува дека има мочуриште, а од друга страна освен нели тоа се откриени и разни видови на диви плодови кои се конзумирали, лешници, цреши. какви остатоци се најдени? Дали семе, Да, зрна, така? јагленисани зрна или гламјосани. Тие се вообичаени во како археолошки остатоци и затоа ги земаме за анализа. Тоа не се семења кои можат понатаму да се користат, Така, бидејќи се нели јагленисани. Меѓутоа дефинитивно се доволно податливи да може археоботаничарите да ги проучат нивните карактеристики, да видат каков тип на вид се, каква е нивната сочуваност и врз основа на тоа да реконструираат и на кој начин се користеле тие. Дали се мелеле, дали се процесирале на друг начин и да кажат на
во кои видови на исхрана се користеле. Има ли некакви материјални остатоци во смисла со што тогаш се обработувала земјата или со што сееле, со што да речеме вршеле пченицата, во што складиштеле? Имаме, да, иако се скромни, но сепак доволно податливи да ни дадат некаква слика за тоа како се одвивало земјоделството. Дефинитивно користеле копачи кои тие ги правеле, од еленски рогови или ќе стават на некој дрво, ќе закачат камен од лето и со тоа копале, такви сознанија дефинитивно имаме. Потоа, веројатно, семето од претходните реколти, да речеме, го фрлале во тие бразди, од кога ќе созре зрното, кога ќе се формира плодот, после ги жнееле со српови, направени од коска или од дрво, и на кои имало закачени кремени ножиња, кремени сечила. И таква анализа исто нема направена, таа се вика функционална анализа, тоа правеа колеги наши од Шпанија и од Италија, кои покажаа дека поголемиот дел од кремените алатки всушност е за српови. А ние претходно мислевме дека се тоа ножиња за сечење месо, за штавање, за такви работи. Така да, дефинитивно, сега го знаеме целиот тој процес на земјоделска работа, откако ќе ја ижнеат културата, потоа ја складираат, има поголеми амбалажни садови, правени од погруба килина и со поголеми димензии, таму ја чуваат и потоа зрната ги мелат. Прават чиштење од една страна на зрната. И со што мелеле? И има мелници, откриваме големи камени плочи и тријачи, кои всушност овозможуваат зрната да се сомелат во форма на брашно, а блиску до тие места откриваме и печки и мали сандаци каде што или се чувало зрното или се подготвувало брашното во форма на тесто и потоа во печките се пече левот. Мислам дека овој дел што е истражен, овој кај што е ископината, дека рековте дека тука отприлика би личело на нешто на заеднички магазин за складирање на житните култури. Таа градба што почнавме од 2016 да работиме, тоа е градба 2. Таа е со големи димензии, најголеми до сега во Македонија, може да кажеме дека е до сега барем од истражувањето, најголемиот неолитски објект кој изнесе околу 135 квадратни метри и укажува на тоа дека можеби и некои други активности се случувале таму кои излегуваат надвор од доменот на куќа, значи на стамбен само објект. И тоа се должи на фактот што во него има откриено 3 печки во 3 различни делови од градбата. Потоа има систем на сандаци во кои се чувало и обработувало житото, што значи дека дефинитивно тој простор излегува надвор од доменот на потребите само за една фамилија. И затоа може да се дефинира како работилница за изработка на и чување изработка на жито, а можеби и како простор за фамилија која специализирала во нешто, па таа ја прави главната дистрибуција на лебот во населбата, иако верувам дека секој имал печка и способност да направи леб, така да не морало дистрибуција како денеска што правиме. Така. Значи ова се на некој начин размисли и предпоставки кои се насочени. Да, и затоа ни требаше истражување за да видиме колку и кои од овие хипотези може да бидат издржани, затоа што ние истражуваме поголем простор, повеќе градби и сега гледаме дали во сите има овој број на печки, дали во некои отсуствуваат печки. Ако најдеме информации за доминација на печки во сите градби, тогаш логично е дека секаде се изработува леб. Така. Имате можности да споредите па да утврдите. Да. Кои се археоботаничарите што се занимават? Дали се тоа луѓе од тука или знам дека соработувате и со странски археолози, конкретно за Врбијанска чука, кои археоботаничари ги истражуваат? Како што спомнавте, ние имаме мултидисциплинарен и мултинационален меѓународен проект, во кога луѓе од различни делови од Европа и од Македонија се вклучени. И тимот на археоботаничари го сочинуваат неху стручњаци кои кога кажам со шпанско потекло, меѓутоа кога почнавме да соработуваме беа дел од универзитетот во Берн, односно универзитетот во Базел, во Швајцарија. Сега се дел од Германскиот археолошки институт и тој е
колегата кој работи на сфера Анатолин е и директор на оделот за природонаучна археологија, што е прилично висока позиција. Тоа се наоѓа во Германскиот археолошки институт така. во Берлин. Но тој се уште е професор и во Базел, така да таа соработка се продолжува со Универзитетот во Бразел, каде што всушност има и млади колеги, една од нив е и колешка од Србија, Амалија Сабанов, која е докторант на Универзитетот во Белград, меѓутоа соработува со Универзитетот во Базел и со Германскиот археолошки институт и таму всушност ги анализира овие остатоци кои ги наоѓаме на Врбенска чука, ги има илјадници и бараат време, се тоа е деликатна и детална работа која бара време додека се добијат одредени податоци и ние преку искупувањето им овозможуваме извор на информации, а они после ги процесираат тие информации преку детална анализа. А во однос на сточарството пак, има ли податоци какови видови на добиток се одгледувале? Точно, од сточарството го работи еден тим од Универзитетот во Белград и Универзитетот во Нови Сад, кој е насочен генерално кон сточарството на Балканот. Така? И тие ги проучува коските од животните кои ги откриваме, а ги има исто во поголем број. И покажа дека најмногу од животните кои се чувале се говеда, што е невообичаено за Балканот, бидејќи доминираат овците и козите, бидејќи се полесни за одгледување. Но врбенска чука се стакнува по тоа што има многу повеќе говеда, што беше и за нив изненадување. А секако има и овци, и кози, и свињи, се откриваат и риби, и диви животни, така да може да кажеме дека всушност во неолитот на Пелагонија се собрани сите видови вегетативни и животински, кои ден денешен во најголема мера ги користиме. Значи тоа се пченицата, житото, просото, говедата, свињите, козите. Така да, ете, 8000 години нашиот начин на исхрана не е многу променет, така. И мора да сме благодарни на луѓето во неолитот кои тоа го донели и го развиле. Секако. Моето предпоследно прашање се однесува на тоа како е идејата, каква е идејата за продолжување на ова истражување на Врбенска чука. За годинава завршивте, што се планира за понатаму, што уште? Како што почнав и на почетокот, како што посочив на почетокот, всушност ние работиме еден месец на терен, меѓутоа работата на наводите, на примероците трае цела година. И така да леве сега продолжуваат археоботаничките анализи, тие се случува и додека ние работевме на терен. Имавме подготвено во соработка со Завод и музеи од Прилеп и Институтот за старословска култура од Прилеп, со кој заедно го работиме овој проект. Имавме подготвени лаборатории за археоботаника и за документирање на материјалот. Од таму сега материјалот се анализира кабинетски и се создава еден труд или повеќе труд, да ќе видиме, имаме планови за повеќе трудови. Така да ќе имаме публикување на тие трудови, споделување на сознанијата и во форма на публикации и на конференции. Јас одам, држам предавања на разни места низ Европа, колегите му исто така. Така да на тој начин ја популаризираме Врбенска чука низ светот и издаваме во многу еминентни списанија научни, бидејќи како што спомнавте вие, тоа што го работиме на високо научно ниво и на тој начин и го публикуваме и афирмираме, што значи дека е и прифатено од стручната фела, а од друга страна и сакаме и да го прошириме и до луѓето кои не се занимаваат со археологија, и затоа имаме често и јавни настани, афирмации, конференции кои укажуваат на значењето на Врбенска чука и подготвуваме видеа и 3D реконструкции за да можат и луѓето кои не се во тек со археологијата или не се занимаваат со археологија да видат како изгледа еден неолитски локалитет, како изгледа една куќа во Врбенска чука, како изгледа локалитет, така да се трудиме да го формираме на повеќе начини, затоа имаме и вебсайт кој има во некоја сложета форма сублимирано информации кои ние ги имаме во последните 5-6 години. И дефинитивно продолжуваме понатаму, планираме и понатаму да истражуваме населбата, бидејќи имаме отворено поголем простор кој треба детално да се истражува во иднина, па ќе видиме каква е поддршката, ако имаме поддршка, тие истражувања ќе продолжат и ќе бидат уште потемелни, ако нема поддршка, ќе се трудиме со нашиот ентузијазам
да направиме нешто за да се сочува тоа сознание што го имаме, во најмала мера да изработиме книги и разни други трудови, па и можеби изложба во некој ден. Така. Како денешниот човек, пред се денешниот земјоделец, денешниот сточар, денешниот производител на храна, дајте ни насоки како денешните земјоделци еве би можеле сето ова знаење од предисторијата, од археологијата да го искористат, што може тоа да го научи денешниот современ производител? Каде е врската, зошто сето ова знаење може да биде корисно, не само теоретски да научи, можеби и практично? Кој е вашето размислување од тој правец? Размислувањето е насочено кон трпеливост. Значи мора да има трпеливост и истрајност за да нешто содржи во живот. Тие луѓе биле соочени со многу, да речем, климатски проблеми, многу дождови, студови, кои исто така делувале негативно и врз плодовите. Што значи не се климатските промени нешто Точно, да. Нешто со кое само денес се соочува. И немале, да речем, индустрија, логистика и продукти секундарни кои овозможуваат заштита, нели, например, немале водоводни системи, ниту пак прашаци или не знам некакви стакленици за да можат да ги сочуваат тие плодови што ги гаеле. Така да сепак успеале, иако се првите луѓе што почнале тоа да го прават, што е најтешко нели да го измислите и да го држите, успеале нете со стотици, ако не илјадници години тоа да го одржат како земјоделство и како форма која до ден денешен опстојува. Што значи дека и на сегашните земјоделци може да им се предложи да бидат поистрени, ако тие поминуваат низ разни други проблеми кои не се само од климатски карактер, туку и од не знам, социјален. Така да дефинитивно истрајноста е она што најмногу им помага на луѓето да бидат ефикасни во она што го прават, да речеме во овој случај во одгледувањето на житарици или на други видови на плодови. А секако и љубовта, значи мора да се сака тоа што се работи и на тој начин да се успее да се пренесе некако тоа и на останатите луѓе и тие со задоволство да го конзумираат тоа што некој го одгледува, а и да се инспирираат и новите генерации да го прават истото, бидејќи штом во последните 8000 години нашиот живот зависи од говедата, стоката, нели генерално житариците, тоа значи дека во следните неколку стотици, најмалку илјадници години ќе биде исто и мора новите генерации да умеат тоа да го прават. А сега имаме и нови методи и помагала кои тоа го возможуваат. Јас извлеков уште еден заклучок, штом тие успеале да ги сочуваат сите семиња и сите пред нас до денес, веројатно и на денешниот млад неверојатно, сигурно и нам денес ни е одговорноста тие семиња да ги сочуваме, да ги унапредиме, исто така сточните фондови, автохтоните сорти на животни, на растенија, така што лично јас, а и мислам дека и многумина кои следат тоа што го работите, дека има многу што да се научи, што да се примени денес. Гоце Наумов, ти благодарам за разговорот, се надевам дека интересни нешта им пренесовме на нашите гледачи и слушатели и Радио Пела е отворено за соработка и за штом ќе имате потреба да споделите нешто од новите истражувања и секако во градината на Филип, особено од областа на земјоделието и сточарството и производството на храна, ќе ни бидете драги гости. Благодарам на поканата и наистина интересно некој да ни овозможи да збориме повеќе за земјоделството, што е клучна работа, есенцијална во неолитот, така да задоволство. Бидете наши пријатели. Мила Радкова. Твоите очи лено мори, ботенски череши се.
Љубојна прави прекрасна атмосфера и овде во нашето студио, а прекрасна беше атмосферата и на Врбјанска чука. За сето она што зборуваше Гоце и прекрасната завршница со концертот на Љубојна, организиран во соработка со Прилеп Джез Викенд. И токму затоа сите вие што не гледате и слушате, реагирате со позитивни коментари. Читам коментар од Наташа Недановска која вели: прекрасни гости и соговорници, се однесува на оваа наша денешна емисија. Го слушнавте Гоце Наумов, полека се загреваме со музиче, со фотографии, со видеа и уште малку ќе го имаме и нашиот нареден гостин, Давид Неделковски од Козимлеко планина, како од Раштак се стигнува до Дојче Веле. И како не мора да сте пејач, музичар, глумец за да бидете толку популарен, тој на еден многу интересен начин го популаризира сточарството, пред се козарството, но и животот во природата. Пред да зборуваме за тоа, кога веќе ја спомнав Наташа Недановска, пред 2 викенди јас со мои пријатели бев во нејзиното домаќинство Пирустија Рамне, тоа е Охридско село. Поминавме прекрасно, со превкусна храна, со многу убави муабети, на чист воздух и еве кусо видео да видите каква беше атмосферата во Пирустија Недановски во Рамне. 15-20 години. Се го планираме во значи често идевме. Така на кажани претходно. И посетувавме луѓево и таа многу убаво рибата ја спремаше, пастърнката, охрид. Со кроме, ама ја викам, не знам сега, не знам како го правеше. Мајка ми исто ја правеше, ама ја не сум се заинтересирала. Како го спремаше кромите. Знам дека беше со многу маки да не беше. Да. Мислам дека Мајка ми крапот така го прави. Крапот така го прави, ама веројатно истиот начин. така. Јас риба многу не го спам, особено што го иде описко не може многу да се зигане. Ми прави жена, тоа беше... Комик болуцеви, многу. За единствен, на пивко, полека, мислам дека има некој морковче. Сечкано, не е она дробено, не е рендено, не така. Сечкано, да се чувствува. Така. И мислам дека марифетот е во додавање на 1 до 2 фиџалчи на киселина. Или лимонов сок, нешто е тука марифетот, само јас не го имам трајно и што не могу да Водистањето на окржишто и покуше малко така, и го предоставаме нели горелка. За таква Нека за брило било, не тржени рибата и така. а како брило, па исто. Ако да си верна, пак шишке. Еве сме во нашето студио. Ќе зборуваме за цветниот вид гладиола во оваа емисија. Есента е време, нема одма да зборуваме, не се секирај. Николче мислеше дека не е доволно подготвен, само јас ви кажувам зашто ќе зборуваме, тоа ќе оди на крајот. Николче, немој да се секираш, опушти се, релаксирај се, слушај Љубојна и уживај. Ќе зборуваме за гладиолата кон крајот на оваа емисија. Есента е време кога луковиците се садат, некои луковици, меѓутоа не и гладиолата. Гладиолата е летна луковица. За неа, ова е време кога полека треба да се вадат нејзините подземни делови и да се на соодветен начин да се чуваат. Затоа останете до крај со нашата емисија, за да можете да слушнете како правилно треба да се негува луковицата кај гладиолата. Но ние полека сега се подготвуваме да го слушнеме Давид, односно да го слушнете разговорот со него. Станува збор за фарма која постои 10 години во Раштак. Давид ја започнува на своји 20 години таа успешна приказна наречена Козимлеко планина, што денес
е веќе една сериозна фарма, популарна и пред се почитувана заради високиот квалитет. Јас имав можност да уживам во вкусот на нивните производи, имав можност да го посетам, да ја посетам и фармата во Раштак. Меѓутоа, која е неговата перспектива и неговата приказна во следните минути во градината на Филип? Уживајте. Градината на Филип и рубриката Револуционери со мотика. Во оваа наша рубрика и во ова наше издание на емисијата Градината на Филип го имаме најпознатиот козар во Македонија, а можеби и пошироко, Давид Неделковски, кој можеби како име нема да ви текне, ама кога ќе кажам кози млеко планина, сигурно знаете за кого се работи. Давид, добре дојде во Градината на Филип. Леле, ви благодарам многу за ваквата најава, не знам каде да гледам сега после ваква најава. Фала ти за убавите и љубезни зборови. Во Прилеп, сега на Прилепски да ти речам, шо бараш во Прилеп? Кој пат те донесе, пријателе, наваму во нашиве краишта? Најпрво сакам да се заблагодарам за претераното гостопримство кое што го доживеав овдека. Ти благодарам на тебе како домаќин, како водич, како пријател за едно убаво, прекрасно поминато време тука во Прилеп и околината. Обострано е. Фала ти што ми беше чест да ми бидиш гости. И во студиската градина и во реалната градина. Ти си млад човек кој решава да се посвети на козарството уште во време кога тоа не е популарно, односно не беше популарно пред 10 години некој млад човек да реши да се занимава со земјоделие. Се уште знаеме дека младото население се иселува и така натаму, но сега веќе е време кога некако за некои дури стана и мода да се вратат во природа, да почнат да се занимаваат со некаков вид земјоделство или рурален туризам, да ги обноват старите куќи на нивните предци, а пред 10 години тоа било некако поинаку. Како? Па добро, пред 10 години на вистина се уште беше во мода да се гледа на тоа дека едно да бидеш сточар, да бидеш фармер, особено козар, нели? Кози, планина, некаде, како надмината работа, но времето ја потврди нашата одлука да се посветиме во село Раштак и веќе 10 години да истраеме, да преку времето да научиме многу и за козите, и за производството, и за околината, и за во многу правци. И преку сето она што сигурно беше тешко да се развиваш, за да дојде да се научи сето тоа, бидејќи тоа не бил начин на живот и занимавање на твоите родители, на пример. Да, тотално градски луѓе, јас цел живот го поминав, цело детство во град, па навистина немавме познавање околу тоа во што се впуштаме ние самите. Но меѓутоа мислам дека исправна одлука беше да започнеме со 10 кози и полека да го изучуваме низ текот на времето, низ текот на годините. И денеска кози млеко планина има колку кози? Денеска во моментов па имаме околу 60 на грла плюс јариња. Не знам ни јас точна бројка. Да се здрави и живи, малите да растат големи, козите да даваат млеко и козите од кога ќе дадат млеко, тука стапува другиот дел од семејството, вклучувајќи и тебе, и кои се производите што денес кози млеко планина ги нуди?
на почеток сакам да ги поздравам од овде од Пела моите родители, бидејќи без нив се ова би било прашање е дали би било одржливо. Кои се производите, кои пела ги, да стигнеме... односно кои пела? Пела може да ги дегустира, а кози млеко планина ги произведува. Да стигнеме малце до производиве. Значи, сточарството само по себе е комплексна гранка каде што е поделена во многу делови. Например, имаме шетање, него почнуваме од шетањето горе во планина. Таму ќе му дојде како производство на суровина, таму козите го прават млекото. Потоа имаме шталата, таму се собира млекото, фактички ќе му дојде модерно кажано како експлоатација на суровина. Потоа имаме обработка, имаме достава. И значи во цела оваа комплексна приказна навистина е предизвик да се управува со нези навремено да се извршуваат сите работи, бидејќи во најтоплото, нели, ние мораме да обезбедиме храна за зимските месеци. Мораме да бидеме подготвени, бидејќи оваа година средина на април паѓаше снег. А од тоа ни зависи на нас идната сезона. Значи, практично професијава е таква каде што мора да се планира барем на среден рок. Промените се случуваат етапно, споро, и затоа е важно да се донесе правиот заклучок кон што целиме и која е насоката. И како падна одлуката, нели има доста сточари кои одлучуваат да произведат млеко, кога сме веќе кај производите, и тоа млеко да го продадат на откупувачи и така, меѓутоа Кози млеко планина одлучува да има затворен систем на производство, така да имаме од суровина, како што рече, да добиеме готов производ кој го нудиме на потрошувачите. Тоа така беше планирано уште од самиот почеток, така. И драго ми е што се уште го правиме сето тоа. Бидејќи тоа млеко кое што го добиваме ние, едноставно предуслов за убав производ е добра суровина. Так. Ја мислам дека козите, уживајќи во природата и во тоа што им се нуди во природата како испаша, е делува добротворно, како на млекото, така и на производите. И едноставно не се пронаоѓаме во шемата на откуп, за гарантиран откуп или нешто такво, туку сакаме и да експериментираме, сакаме да пробуваме, членови сме на Slow Food, нели, и во целост ја поддржуваме филозофијата околу храната. Например, се трудиме што помалку ние да делуваме врз млекото, него да биде што е можно поприродно, што е можно поздраво. Така, јас имав можност да ја посетам фармата, да го пробам тоа сирење и знам дека тие кози, освен што пасат желади што се во планината, го слушаат и Џими Хендрикс. И сега да те прашам како од старт е односот меѓу тебе и козите и како еден ден тебе ти поминува на фармата, во планината и во дружба со козите. Така започни од старт како твојот ден на планината таму почнува и како завршува. Промената од град во село, едноставно имате период каде што мора да се адаптирате. И вие на козите, и нивниот начин на живот, но и тие на вас да свикнат, за да ве слушаат, за да не бегат, за да полесно се справувате со сите работи. Таа комуникација се одвива преку секој ден. Козите, што ме прашува? Денот, како денот функционира? Па добро, нашите кози се малце разгалени, ни оставаат простор да поспиете. Да поспиеме, да испиеме кафе, да се качиме свежи, да почнеме со работа. Па имаме, како и секогаш процедура, на почетокот имаме молзење, нели, додека молзат козите
добиваат доручек, после тоа ќе одморат некој сат и потоа шетаме во планината. Така е овој период. Со намалување на денот ние ќе мора да го менуваме и моделот на функционирање. Така да кога зависите од климата, од природата, од секојдневието, тоа може да биде различно. Не може да се рече, например, како закон, секој ден се излегува без оглед на временските услови. Значи, не сакаме козите да шетаат на мокро, на ладно, на студено. Се грижиме едноставно за нивната благосостојба, таа не е водилка во се што правиме. Сигурно, предпоставувам, сето тоа зависи на крајот од сите тие фактори, зависи какво млеко и на крајот какви млечни производи ќе добиеме, така? Така е. Луѓето, ќе искористам приликава, едноставно на природен начин, ако ги чувате, козата оди да пасе, секој период од годината е различен, согласно сезоната, согласно храната, едноставно не можете да добиете ист производ константно цело време, туку тоа го диктира самата исхрана, односно биодиверзитетот во моментов. Така. Сега во моментов И што јадат сега козиве? Сега во моментов козите се насладуваат со капини, Така. со шипинки, претходно со цветови. Очекуваме кај да почнеме со желадите. Така. Печурки повремено. И тоа е таа усвери на почетокот ние се стремевме како да добиете еден стерилен производ кој што константно ќе биде ист, ама завршивме сосема спротивно. Оваа различност е тоа уствари што не врзува нас луѓето со добитокот. Како што е различен секој ден, така и различно и млекото, и тоа е таа некоја убавина, некоја слобода, нешто што не само што не треба да се трудиме да го сопреме, туку да го афирмираме сето тоа. Така. И токму начинот, ќе зборуваме малку подоцна, токму тој начин на кој ти ја представуваш својата работа, благодарение на тој начин ја стекна популарноста и довербата кај оние што ги користат твоите производи. Но подоцна малку ќе зборуваме за тоа, сега да го заокружиме овој дел и да ги споменеме производите и како луѓето можат да дојдат до нив. Јас реков, ја имав приликата да пробам неколку твоите производи и сум воодушевен и се радувам кога гледам дека и другите што ги пробуваат го имаат истото чувство. Кажи ни сега кои се производите на Кози млеко Планина. Ние како мала семејна фарма имаме дневни млечни производи кои што секој ден ги продаваме, тоа е како млекото, сурутката, младото сирење. Тие се производи дневни, каде што за сега функционираме со нарачки и достави на ниво на Скопје. За жал, имам побарувачки од другиве градови, а едноставно мора да научиме да ги стимулираме нашите локални производители, без разлика дали се тие одледувачи, производители на млечни производи или било градинарски или што и да е. Значи го имаме дневни количини на млеко и на сурутка, во пролет младото сирење, така? И се уште излегува и младото. Да, и после? Потоа имаме овие зреени видови на сирење. Имаме зреени сирења. Ние константно уствари работиме на подобрување на условите и тоа нема крај во оваа игра, во сточарството. Покрај овие дневни млечни производи, исто така нашиот асортиман нудиме крем сирење, нудиме два типа видови на сирење, некои ги нарекуваат како кашкавали. Се работи за традиционално, за едното се работи за традиционално сирење од непастеризирано млеко, едноставно што даде планината. Тоа е без термичка обработка, има мала термичка обработка, но не идеме до пастеризација. Така, а рецептите, дали сами ги креиравте со текот на времето, учевте,
имавте од каде да ги научите тие модели, начини на правење на сирењето или пак едноставно самостојно истражувавте во текот на овие години? Се започна со само иницијативно истражување. Сега кога ќе се одлучите на ваков модел како што сум одлучен јас со производството од почеток до самиот крај до финален производ, едноставно невозможно е да не промашите. Така. Да Тоа- се случат. Така. Едноставно се соочувате со експерименти. Така. И тие некој пат повеќето пати се јадливи и најчесто Си се викаш, наоѓа не, примена. нешто, ама се јаде. Може да... Па да, тие работи остануваат за дома. Убавото се трудиме да не се избрукаме пред луѓето кои што ќе го купуваат. Така. И колку значи тоа, какво е чувството кога знаеш дека оној што купил од тебе производ е задоволен? Дали тоа е поттик? Секако дека е поттик и еве веќе 10 години ја не знам, немам некое друго искуство од друга страна да видам, ама чим обстојуваме ние 10 години, тоа значи дека имаме доверба од луѓето, дека гледаат како напредуваме, дека и навистина сум благодарен, на крај крајава без тој момент не би имало вредност, не би имало смисла се ово што да го обстои правиме. сето тоа. Пред да слушнеме една музичка numera, како вовед во музиката што ќе ја слушнеме, јас да те прашам, кажа во едно интервју кое го правевме за друг медиум, дека твоите кози знаат да слушаат Џими Хендрикс и да слушаш музика додека се напаша, а сега јас да те прашам дали твојот музички вкус се совпаѓа со музичкиот вкус на козите? Секако, има случаеви, дај сменија песнава, молим те. Да? Значи си ги бараат музичките права. А и каква музика се слуша во Кози млеко планина? Па тоа исто зависи од времето надвор какво е нашето расположение. Еве сега стопли малце, знаеме да слушнеме рок, ска, блуз. Додека движиме некој пат кога трчаме, знае и панк да улета некој. Мислам, не сме ограничени тука многу околу изборот на музика, едноставно тоа ни го надополнува, ни го бои денот. А вистина дали мислиш дека музиката влијае на кози, нивната реакција, дали тоа ги прави посреќни кози? Да, убеден сум во тоа и се случува, си пуштаме музика и козите се пуштени во двор и многу убаво изгледа, ако не им прија музиката, не би седеле тука, не би уживале, не би... Почнат да скокаат преку ограда? Па не да скокаат, малите се палави, овие големиве сака да се чеша, да легне, да се испружи, да се извалка, да се растегне. Тоа се изблици на таа благосостојба за која говорам. Така, радосни се чим ги прават тие работи. Да. А сега да ја слушнеме музичката numera и понатаму да го продолжиме разговорот.
слушаме Љубојна, а таа ни е вовед за следното прашање што ќе му го поставам на нашиот гостин, Давид Неделковски од Кози млеко планина и гостин во градината на Филип. Неодамна се случи еден настан на местото Врбијанска чука и тоа беше еден од поводите Давид да дојде тука. А тој не е специјално настан кој е поврзан со козите, но е воопшто со сточарството и со други нешта што го интересираат Давид како археологијата. Па сега, Давид, кажи ни што значеше доживувањето да се биде и за каков настан се работеше, што научи и што може да се научи од тоа и така поопширно. Ете, зошто беше толку мотивиран да дојдеш баш за настанот на Врбијанска чука? Па тоа е како некое продолжение на мојот интерес од студиите кои што ги студирав претходно, односно археологија во Скопје, но жете животот ме однесе во планина, друга мисија сум имал. Мојата посета тука беше навистина водена заради Врбијанска чука, нели имавме можност да ја видиме, јас се уште не можам да се дојдам на себе за сето тоа што го видов. Тука при Лепчани во близина имате едно ексклузивна можност да посетите нешто што се случувало пред 8000 години. Која е конекцијата помеѓу археологијата, значи не е само златните маски, оружјето, скапоценностите, туку основата на сето тоа е нели земјоделството и сточарството. Тука имате можност да видите активностите на првите фармери од оваа околија. И е навистина реткост, поготово вака направено. Морам да им честитам на сите кои учествуваат во сето тоа. Секоја чест, дечки, да ви се множат успесите, ви благодариме што македонската археологија ја донесовте на ниво на светски рамки. Настанот навистина беше посебен и така величествен, на отворено, под ведро небо, под хотелот со најмногу звезди, да се присуствува и да се слуша и автентичната музика на Љубојна и сето тоа. Што ти научи од Врбијанска чука? Инаку да спомнеме за гледачите и за слушателите, Врбијанска чука е буквално во близина на нашиот град, достапно и лесно да се отиде таму и еве искрено препорачувам да се посети, но претходно да се читне нешто, да се информирате за да знаете што сето тоа представува. И затоа еве Давид ќе ни помогне тука малку. Тоа што го видов ми даде суштина, ја исполни суштината на тоа што сега го правам ова со козиве. Односно од првите организирани заедници, производство на храна, појавата на сточарството, врзано со земјоделието. Всушност таа поврзаност меѓу археологијата и козарството, така? И многу други работи. Производството за храна на храна за козите, па и за луѓето. Едно комплексно, ете имаме прилика да видиме како пред 8000 години тоа го правеа луѓето, кон кое што полека, сакајки или не сакајки, мора да се враќаме на тоа знаење. Така и условите не учат кон тоа, а ти за да го направиш тоа на еден интересен и ненаметлив начин, да поттикнеш на враќање кон вистинските вредности, кон вистинската љубов кон природата, ги користиш социјалните мрежи, алатките на денешницата, секојдневно многобројните твои следачи ги почестуваш со убави фотографии од козите, од планината, од производите, од дружбите таму и сето тоа дојде до една популарност која, затоа на почеток реков, начинот на кој ти тоа го правиш покажа дека да му речеш на некого дека е козар е убаво, а дека не е како претходно што се доживувало одредено време дека козар е нешто негативно. Козар е некој што
појма од ништо нема, урла таму со козите по планините и тој е небитен за светов, напротив, многу е значаен зашто произведува храна, ја негува природата на посебен начин и негува посебен однос кон неа. И сите таа популарност е реална зашто имаме реална слика од што се она што горе се случува. Точно, веќе подолго време користам социјалните медиуми и социјалните мрежи, каде што не знам ни дали е промоција, не знам ни дали е отчет, едноставно го раскажувам мојот ден, Сакаш да споделиш нештото кое што ми го обележало денот. И тоа најчесто и врзува луѓето, добра храна, природа, животни, едноставно доза позитивна енергија во етерот. Так. И тоа се чувствува. И драго ми е што ете луѓето ми возвраќаат на сето тоа што им се допаѓа. Им благодарам за поддршката и на вистина ми значи. Николче може би мисли дека секогаш популарноста се стекнува кај овие пеачиве и така натаму, тој ги следи нив. А јас на Давид вчера му викам ете можело, замисли колку пеачи Николче се имаат испотепано да стигнат до Дојче Веле, а Давид со козите успеа Дојче Веле да го бара и да снима прилог за него. И сега како Давид се чувствува, отиде во Германија отиде козиве. Да, и пред некој време имавме, нели, снимање, така. Снимање Дојче Веле на македонски, сакам да им се заблагодарам на Ана и на Сале за природната љубопитност која што ја осетив кај нив. Не беа дојдени само како новинари, туку и како луѓе кои се љубопитни, претпоставувам. Пред се како луѓе и им благодарам. Јас не сум човек кој што сака да се гледа. Најчесто не се ни гледам, односно после не се слушам. Ама овој пат направив исклучок, пошто на вистина не е мала работа и баш онака со тресење го доживеав се во ова. Една убава позитивна атмосфера. Не сум свесен јас многу околу таа некоја популарност, веројатно заради тоа што работата и обврските не ми дозволува, туку не сме да прекине континуитетот кон работата. И веројатно таа ме држи на некоја, да речам, воглавно планината ти го прави балансот да си скромен, а од друга страна навистина медиумите покажа голем интерес. Па очекувам дека тоа ќе продолжи во нареден пат, не кон мене, туку бидејќи се јавуваат многу нови производители, спремни луѓе кои што се баш спремни да се носат со одговорностите, со последиците, кај кој некој повеќе, некој помалку преовладува љубовта во тоа што го прават. Дали е тоа обработка на овошје, сладки, дали е живинарство, дали е бавча, органско градинарство, дали е не е важно, него едноставно се повеќе и повеќе луѓе запознавам, ме контактираат вакви и верувам дека тоа ќе се шири, ќе се зголемува се повеќе. Моето предпоследно прашање во смисла се надевам интересни сме им на гледачите и слушателите и можеби прилепчани ќе посакаат да пробаат некои од твоите производи, на каде се движи твоето производство, каде дали можат да дојдат до тие производи луѓето од Пелагонија. Вака сега односно ние сме мала фарма со лимитирано производство. Ние немаме амбиција од 100, 200, 1000, 5000 кози, туку би сакале да ја задржиме, да буквално да биде одржливо тоа што го правиме. Со тоа што производството е елиминирано и малце ми е комплицирано. Искрено, до сега не сум размислувал за по другите градови како би можело тоа некако да функционира. Имам некоја интересна идеја, ама
мора првен да функционираат кози, млеко и планина, па после сето друго. Значи Така. мора првен да се задоволи. Тој баланс и таа хармонија меѓу козите, планината и млекото. Тоа не сме да се загуби бидејќи се темели на тоа. Така, нормално. И едноставно е потребно некое време да дојде човек до сигурност и потреба за промена. Така. Ама не е научна фантастика, мислам, како што имав прилика да посетам Врбјанска чука, така има секој прилика да го посети Раштак, да ме посети мене, да да искуси таа атмосфера. во зависност од активностите кои што се во моментот. Важно е да кажеме дека активен си на саемите на храна, на тие мали базари каде што ете луѓето во време кога доколку ја следат твојот профил на Facebook Кози млеко планина ќе можат да видат доколку се случува некој саем каде што учествуваш, па да речеме ако патот ги носи во некој град каде што ти си во моментот, исто така и тоа е начин да ги Така, пробаат тие така. производи. За крај, што тебе те научи планината? Веројатно човекот на крајот живее со цел да биде среќен, да биде исполнет, да стане подобар. Колку во таа насока тебе планината ти помогна и што значи тој однос со планината? Што те научи планината? Тоа е како потрага, не се впуштате во нешто каде што немате чиста слика и сега тука доаѓа на тест баш човечкото битие, како ќе се проведе во сето тоа. Ете, зборам како начинот урбаниот со руралниот, со планината. Планината знае да дарува, ама знае и да голта, знае и да проголтува, така да се работи за индивидуално кој како гледа на работите. А ти лично како се Јас чувствуваш? лично Среќен ли си јас таму во се чувствувам, планината? јас се чувствувам привилегирано што го живеам овој живот, што имам прилика заедно со козите на ливада каде што го прават млекото, таму да го дегустирам финалниот производ, едноставно да се насладувам во плодовите кои што ми ги понудил животот. Завладеан од силите на Бахус, Давид прави разни прекрасни, интересни трпези, комбинација со храна. Дел од тоа нашите гледачи ќе можат да ги погледнат тие фотографии, да уживаат и да едноставно да ги оние што веќе се уште ги имаат, да ги тргнат стереотипите дека козиото сирење мириса и дека така, еве, ние сите што сме пробале, напротив, уживаме во тие производи. Морам да го пофалам тој некој локален производител кој што го имате вие во околина. Тоа сирење што успеав да го пробам кај тебе, Кожо, е навистина убаво, мене ми е вкусно. Так. Не сега ја произведувам и се друго нечини, него напротив, секаде се вкусовите различни, секаде е убаво, секаде Секој на треба свој да начин случува. Точно. Секој има различни карти за играње. Дали оние сите порции значат, ти што ги подготвуваш, дека нуди едно огромно уживање тој живот? Околу порциите, ете, тие такви гезмиња и пикници по планинава, учам. Не, ете, ја поздравувам другарка ми Александра, она вика храната е емоција. Сега имаш неколку намирници и сакаш да ги наредиш и од некаде да почнеш да ги уживаш. Не само да ја задоволиш физичката потреба, туку и естетската и емотивната. Пред се естетската. Така? Повеќе страст, повеќе нешто повеќе од јас сакам ми се јаде. Така. Јас многу ти благодарам за гостувањево, за одвоеното време, за посетата на Прилеп и за сета дружба. И Прилеп со отворени раце те чека пак со нови искуства од Кози млеко планина. Благодарам многу за интересот, ми представува на вистина задоволство да бидам тука, да вкусам се што успеав да вкусам, да видам се што успеав да видам, а остане уште многу, ќе морам да се вратам во некоја наредна прилика. Дефинитивно да. Благодарам многу. Тука ја го завршуваме разговорот со Давид и продолжуваме со другите рубрики од градината на Филип.
слушавте и гледавте и разговорот со Давид Неделковски од Козимлеко планина, кој многу убаво и инспиративно зборуваше и мислам дека многумина од вас стави на мисла да размислиме малку повеќе кој би бил нашиот придонес кон природата, кој би бил нашиот начин да се навратиме на вистинските вредности. Рековме, есента е време кога имаме работа околу луковиците во нашата цветна градина. Една од таквите луковичести култури е гладиолата, навистина кралица во дворот. Ќе имате можност да погледнете фотографија од гладиола, тоа е мојата гладиола од градината на Филип. Малку да позборуваме за неа, како општи информации. Таа е топло љубиво цветно растение, цвета без престан, доколку луковиците ги насадиме во неколку интервали на неколку недели. Ако научиме да ги негуваме гладиолите, ние за награда добиваме површини преплавени со прекрасни бои од гладиолите. Како да одгледуваме гладиоли? Луковицата всушност е садниот материјал за гладиолата, која самата луковица личи како голема луковица од крокусот, односно од шафранот. Имаат смеѓа влакнеста обвивка со мало и рамно дно. Гладиолите се цвеќе на кое повеќе му одговара процедно, па дури и песокливо земјиште, би рекле, и секако потребни им се многу сончеви позиции. Садењето е слично како и кај другите луковици. Луковиците морат да се посадат нешто подлабоко за разлика од другите луковици. Зошто е така? Затоа што тие имаат многу високи снопови на листови и со тоа што ние ќе ги посадиме подлабоко, им помагаме подобро тие листови да се држат исправено кога ќе пораснат и кога ќе бидат големи, плюс цветот им е доста голем, сложен и исто му треба потпора. Значи, ако плитко е насадена луковицата, нема стабилност самото растение. Луковиците, откако ќе се насадат, би требало на длабочина од околу 20 см, да има 17 до 20 см растојание меѓу луковиците, а можат да се насадат и во круг и во полукруг. Луковиците мора да се прихранат со некое ѓубриво. Исто така треба да на дното, кога ги садиме, да ставиме одредено количество на ѓубриво, потоа да ставиме одредено количество земја, потоа да ги ставиме луковиците и на крај да ги повторно, значи, со земја да завршиме на најгорниот слој. Интересно е дека садењето на луковиците треба да се почне на средина на пролетта, со тоа што ние на еднаш неделно, значи на секоја недела до средината на јули, би саделе нови луковици. Зошто? Затоа што ќе овозможиме во текот на многу повеќе денови да имаме расцветани гладиоли во нашата градина. Ако гладиолите ги насадиме на место каде што имаме силен ветер, потребно е да им наместиме потпори, за да може стеблото на растението и цветот да имаат правилно да се држат и да бидат убави, да не се полегнати низ градината. Многу е важно што овој цветен вид овозможува да го користиме како режан цвет за украс во нашите вазни. Треба редовно да се наводнува и да се малчира просторот околу гладиолите за да ја одржиме постојаната влага кај ова растение која е потребна, особено во летните денови. Се подразбира дека потребна е прихрана,
треба да се прихранат кога ќе видиме дека се појавуваат првите пупки на растението, а после бербата на цвеќето, доколку го одгледуваме за комерцијални цели за продажба, исто така убаво би било да извршиме повторна прихрана. Треба да се стават гранули околу билката и со малечко гребло тие да се измешаат со земјата. Што е друго важно да се каже, особено сега, како луковицата треба да ја негуваме откако ќе прецвета и откако незината сезона завршува. Значи, 4 до 6 недели после прецветувањето на последните цветови на гладиолата, треба луковицата да се откопа од земјата, што е можно подобро да се исчисти од земјата и листовите да се исечат на висина од околу 2,5 сантиметри. Така, луковиците треба да се остават некое време, односно околу недела дена да се исушат, а потоа може да се отстрани со земја, со четка да се отстрани преостанатата земја и на суво, темно и ветровито место да се чуваат луковиците од гладиолите се до наредната сезона, значи до наредната средина на пролетта, кога повторно ќе ги насадите во вашата градина и ќе уживате во нивната убавина. Тоа е последната информација што ја споделуваме во нашата емисија Градината на Филип. Јас ви посакувам да уживате во веќе есенските денови. Споделете со нас некој рецепт доколку подготвувате зимница и останете во добро здравје и ве чекаме повторно наредната среда на Градинарска дружба од 17 до 19 на Радио Пела. Градинарски поздрав! Бидете наши пријатели. Пила радио. Пила радио. Пила радио. 96,8.
Изборот на ПВЦ и алуминиумска дограма од германско производство направете го во Гермак Дизајн, кај Блаже Мешта, 075 883 230. Одлична услуга, консултации, монтажа и сервис. Гермак Дизајн, на раскрсницата наспроти новата автобуска. Гермак Дизајн. Радио Бела, точно време. Точно е 19 часа. Часовниците од Optil Time означуваат точно 19 часот. Ви посакуваме пријатна вечер. За неја уште болува, љубов наша не преболува, песна барам утеха за се, што ја нема крај мене, ја за неја уште болува, љубов наша не преболува, песна барам утеха за се, што ја нема крај мене. Сите пеат, а јас тагувам, немам кому да се радувам, песна не ме весели, проклета е кој не раздели. Сите пеат, а јас тагувам. Вие слушате Радио Вела. Вие слушате Радио Вела. Вие слушате Радио Вела. Не ме весели, проклета е кој не раздели. Македонско радио. Радио Пела. Macedonsko radio. Radio Pela. Una magia Radio Pela. Una magia, una pelagonia Radio Pela. Сите велат, време лечи се, а јас патам уште повеќе. Залудни се песни во овој час, нема срце утеха за нас. Сите велат, време лечи се, а јас патам уште повеќе. Залудни се песни во овој час.